Почитувани гледачи, добар ден, 14 часот, почеток на ново отворено студио 1. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е Владко Чаловски, а со нас ќе се дружите до 17 часот и 30 минути, односно во првите 3 блока на отворено студио 1. Добар ден и од мене, и како што најави Антонио, со почеток од 14 часот, се до 23 часот, како што знаете, ова е стандардното ваше информативно и забавно студио 1. А што е оно што ќе го гледаме од почетокот на денешниот прв блок? Во првиот блок ќе се подсетиме на вчерашното ексклузивно гостување овде во студиото на Тамара Тодевска, нашата представничка на Евровизија, која што годинава се одржа во Тел Авив. Та ексклузивно беше гостинка овде во студиото со нашите колеги од забавната редакција, ги пренесе првите импресии од она што се случуваше таму и секако оној период во кој што Тамара Тодевска ја сплоти државата и не направи горди пред Европа. По изјавата на Тамара Тодевска ќе следат изјавите од гостувањата во студиото во петокот, односно Ана Павловска-Данева и доктор Гроздан Цветковски, кои што беа гости кај Јадранка Костова. По овој прв отворен блок од 14 часот до некаде 14:30 следува и првото информативно издание односно вестите во рамките на студиото. А денеска во овој прв блок се дружите со Александар Петрески, а по него следува една детална анализа на временските услови со Славчо Поповски. Јас и Антонио се враќаме во студиото околу 15 часот и 25 минути, а со нас овде ќе биде колегата Дејан Андоновиќ, со кого стандардно ги анализираме сите случувања во светот, во Европа, како и на Балканот. За потоа да следат уште едни вести во 16 часот, а со Антонио се враќаме во 17, ќе се дружите се до 17:30. Наша гостинка е доктор Ирена Витанова, а ќе зборуваме за искуствата од медицинската примена на канабисот. Откако ќе го затвориме овој прв дел, следува забавниот дел, музичкото талент шоу Звезда број 1, потоа ексклузив и секако Сергеј Варошлија пред овде во студиото да влезе Сашо Ордановски и да се дружите со него. Сашо Ордановски како прва тема која што ќе ја работи е универзитетското образование во Европа во 21. века. Негов гостин е Маријан Бојаджиев, професор на Американ Коледж. Меѓутоа, пред овој разговор следи едно интервју од 10 минути со ректорот на Италијанскиот универзитет Тор Вергата, Джузепе Новели. Во 21 часот, добро познат термин во понеделник, емисијата Лица со Анета Кочишки, а неизина гостинка Оливера Чирковиќ, или како што е позната во јавноста, Пинк Пантер. Во 22 часот се дружите повторно со Ордановскија. Темата на која што ќе работи е деменција, новата болест на модерното општество. Негов соговорник овде во студиото е доктор професор Антони Новотни, кој што е психијатар, и секако ова студио го затвораме со последното информативно издание, а ќе се дружите со Елена Джугуманова. Антонио? Секако македонската јавност викендов живееше во духот на Евровизијата, Евровизиската ноќ и сериозно добриот пласман на Тамара Тодевска. Па, ако се земе предвид дека се до оние последни гласови нели од жирито, Тамара Тодевска беше постојано на врвот, што предизвика лавина реакции на социјалните мрежи. Мислам дека многу среќа во нашава македонска јавност. Многу луѓе направи среќни барем за момент. Како што напоменав, Тамара по пристигнувањето на аеродромот, каде што имаше еден официјален пречек од незините фанови, се упати во студиото на 1 ТВ. Така, ние имавме можност ексклузивно први да ја донесеме Тамара во нашето студио. Разговараше со нашите колеги Стефан, Кристина. Меѓутоа беше и Сергеј со нив, така? Апсолутно, да. И доста интересни информации сподели со македонската јавност. Да, ќе биде актуелна уште неколку дена сигурно. Меѓутоа, ајде да погледнеме барем дел од незиното гостување и се враќаме назад во студиото. Многу сум среќна што сум конечно дома. Фала ви многу за ова изненадување.
Мислам, ја нели очекував помалку од Боки. Не зборам за сумата, зборам за убавото изненадување и идејата што се сетив да го направи ова. Ова што го направивме, можда малчекот беше за Европа, али беше многу голем за нас. Кажав до сега, не знам више дали ќе се повторам, дека многу поставивме некои другачи стандарди, знаеш. Ние често го поставувавме прашањето што после оваа Евровизија? Па ќе се трудат, мислам, знаеш, кога имаш шанса да го направиш тоа, знаеш, ќе беше многу безвезно да се откажевме и да купевме амбулантни возила и да не отидовме на Евровизија, пошто никој немаше да знае за нас. Ама се изборивме со сите зли јазици и против сите зли јазици и издржавме некако тој цел притисок што го имавме пред одењето, затоа што многу верувавме во песната, кога никој не веруваше во неа. И знаеш, кога знаеш дека имаш шанса да направиш нешто, ти е многу полесно и со многу повеќе желба ќе работиш. А кога од друга страна немаш никаква поддршка и немаш шанса, некој не ти дава шанса да направиш нешто, да се докажеш надвор од своите граници и да види светот, да чуе и да види кои сме и дека постоиме на планетава, пошто пола од луѓето кои што ги среќававме таму, на мапа не знаеа каде е Македонија. Ние многу бевме горди, знаеш, тука гледавме сите заедно на секоја 12-ка. Не ни се веруваше дека земји кои што никогаш не признавале, не знаеле. Ја добивав видеа, луѓе, ја постојано плачам, искрено да ви кажам. Ја бев нон-стоп уплакана. И тато Велко плачал Што се цело случуваше време. во твојата глава заради тоа што ние буквално бевме полудени тука. телевизија Добивавме, собрана а ќош и твојата си турба. фацијална експресија не лаже. Јас едноставно ја видов. не можам, ја не знам да лажам, мислам вие многу добро ме познавате. Јас не знам како да ви кажам, јас очекував тоа све. Ја кога си одевме, јас се кладев со еден мој другар дека ќе бидеме седми. Али искливме осми на крај, за малце се Ова му доаѓа спаси. како со второто За место. малце се спаси за викенд до Грчка, другар ми. И тоа за 2 бода. За два. Али знаев дека ќе бидеме у првите 10, затоа што заслужувавме, луѓе. Токму така. Значи имавме песна, имавме вокал, сега да не се фалам. Имавме се И треба да се фалиш. Тие Зошто да две не? швеđанки кои што работеа на нашиот настап, луѓе, не знаете како се бореа за нас. Значи ние да ги немавме тие две жени, ние ништо немаше да направиме и тоа немаше да изгледа така. Значи они најдоа плюс човек за светлото на крај да изгледа така спектакуларно, пошто они рекоа сакаме светло. Ова истата е што ја гледам овде. Да, истата. Таа што не направи горди и што сите разбраа за Македонија. Значи, тие две швеđанки, луѓе, они да не беа ништо од ова немаше да се деси, али они така се бореа како лавици. Не знаете, они пошто идеш на проба, имаш 100.000 проби, најпробано нешто во светот е оваа Евровизија. Идеш на секоја, после секоја проба идеш у тој viewing room каде што си го гледаш настапот и гледаш оствари дека ништо не е од тоа кое што сме го сакале. Леле, овие две луѓе кога се отворија лавициве како дракарис, Змеја ги почна да као летат. двата змеја беа буквално. Значи, не знаете колку се, дури самите изнајдоа начин, најдоа човек од надвор. Значи, они беа во контакт цело време со тие луѓе, имаат, пошто работеле на Евровизија предходно, ги знаат сите тие луѓе кои што работеа таму, повеќето, мислам, од продукцијата на Евровизија. И буквално им влагаа под кожа, буквално ги пореметува, се караа, се дереа. Таа едната се караше нонстоп со сите, нонстоп беше љута, затоа што она се насмеа прв, не е дека, него кога беше настапот, она прв пат рече после финалето дека тоа е тоа. После финалето, дури не беше задоволна ни на полуфиналето. Значи, финалето Значи се стреми кон апсолутна перфекција. Значи случајности да не постојат во ниеден сегмент. Немаше случајности. И музичка. Што сакав? Ние, например, сите пари кои што ги имавме, што немавме некој буџет кој знае каков. Значи имаш 150.000 евра за две Евровизии, детска и наша. 100.000 евра е за големата Евровизија, буџет. Од тие 100.000 евра, 36.000 евра се плаќа учество. Значи, со останувато уште 64.000 евра кои што се смешни пари. Ние немавме за ништо, луѓе. Сите тие луѓе кои што дојдоа таму, дојдоа без пари.
Видовме ги слушнавме зборовите на Тамара Тодевска и незините впечатоци од тоа како мина Евровизијата во Тел Авив, но и фактот дека овој настан во сенка ја фрли метлата на најавена од страна на премиерот Зоран Заев за тоа дека се очекува да буквално летат извршни лица во администрацијата, директори, Да, на политичка, на домашна политичка сцена, така. Меѓутоа, со оглед на тоа што, еве, како што Антонио рече, ја фрли на некој начин во сенка оваа реформа која што Заев ја најави како веќе позната во јавноста како метла, која што се очекува некаде сега, почетокот на јуни. Да. Прашање е дали освен кадровската реконструкција потребни се укинување и на некои функционерски места, односно на некои фотели. Овде во студиото Јадранка Костова анализираше со професорката Ана Павловска Данева. Таа пак потенцираше дека барем еден од законите кои што претседателот Стево Пендаровски ги потпиша неодамна, тоа е законот за организација и работа на органите на државната управа, овозможува токму тоа, формирање и укинување на министерства. Зошто? Затоа што потребна ни е управа по европски стандарди. Слушаме дел и се враќаме во студиото. Ако се формира нов орган на државна управа, особено ново министерство, колку и да се преземаат веќе службеници постоечки, како што беше кажано од вице-премиерот Османи, се разбира дека ќе има финансиски апликации, но тоа го нема во образложението на законот. Интересно е дека ова е закон што е предложен измена на законот претениците, не од владата и не од Министерството за информатичко општествена администрација, што говори се уште за еден сервиран однос на собранието и претениците визави владата, но уште поинтересно е дека потпишаните претеници се од сите претенички групи. Значи, него го имаат, овој предлог го имаат потпишано и претеници од СДСМ, и од ВМРО-ДПМНЕ, и од ДУИ, и од независните претеници кои излегоа од ВМРО-ДПМНЕ. Така што чудно како се постигна едногласна целосна во парламентот и помеѓу претениците за формирање на еден ваков нов орган. И доколку ми дозволите, интересно е само како компарација, најчесто политичари и луѓе имаме разни експерти, аналитичари, колумнисти кои што се бават со јавна администрација, кои претходно допир немале со јавната администрација, но тоа е секогаш актуелна тема и можеби начин како да се промовира човек себе си. Тоа се експерти за се и се што да. Но ние што стварно се бавиме со ова долги години, децении, многу лесно и едноставно може да се провери, тоа се сознанија кои за жал требаше некако да и бидат предучени на владата. 2004 година Хрватска добива датум за преговори. Веќе во 2005 првата работа што ја прави е намалување на бројот на министерства од 19 на 16 и намалување на уште два други органа на министерства. Значи првата година само што го добива датумот ги крати бројот на министерства и органи на управа. Ние стоиме пред портите на Европа веќе со години од добивањето на кандидатски статус 2005, сега сме веќе ептен блиску. И ние 2010 формираме едно ново министерство, 15-то, сега формираме ново министерство, 16-то по број. Така, за држава, иако не сме имале попис нели толку време, сепак сме мала држава за да имаме гломазен и државен апарат, ама и бројни функционерски места. Што не очекува, еве ние се надеваме да добиеме нели датум за почеток на преговори, што администрацијата, управата е под силен мониторинг, значи спомнавте искуството со Хрватска, но по овој стил, како што рековте, се согласија сите партии за ново министерство, ние имаме министри без ресор. Сега имаме 3 министри без ресор, задолжени за странски инвестиции. Па имаме и посебен советник во владата задолжен за странски инвестиции. Имам печаток дека овие без ресор министерства служат за помалите коалициски партнери да добијат министерски места. Или дел од нив добија функција национални координатори за работи за кои постојат министерства. Па за да се придобијат гласови за да поминат уставните амандмани, се измисли нели заменици директори во јавни претпријатија. До каде ќе одиме и колку ова и како ова ќе биде оценето од Брисел? Спомнавте со Хрватска, но што се предстои?
Што ќе преземе владата, јас не знам, но она што го пишува во актите, а тоа е стратегијата за реформа на јавна администрација, која е исклучително добар стратешки документ, подготвен од МИО 2018, мислам, година, пишува дека основен приоритет или стратешка цел е оптимизација на управата, со што апсолутно се согласува цела стручна јавност. За жал, во овој момент, од 2018 за година и пол колку што е усвоена или година дена стратегијата, немаме оптимизација. Ние гледаме зголемување, а не намалување на бројот, целокупниот број на администрација, зборувам не како луѓе само, како административци, туку како органи на државната управа. Ми се чини дека ќе биде неопходно да се намали тој број. Имаме навистина преголем број на разни членови на влада, од министри без ресор до заменици председатели на влада. Заменици министри, тоа е за коалицијски главен партнер, тоа е заменици министри одамна воведено, не од оваа влада, дури не од претходната. И колку и да реално не постои потреба суштинска од нив, тоа стана дел од нашето политичко секојдневие фолклор и ми се чини дека тоа фати некаков замаец и можеби и добро се справуваат. Ние сме имале и во минатото и сега министерства каде што еден министер од коалиционен партнер, еден од владата, другиот од друг и соработуваат одлично. Ќе видиме дали најавената метла на почетокот на овој месец ќе даде резултати и малку ќе го смени мислењето кај јавноста за поединци од кои очигледно јавноста во минатиот период изрази доста големо незадоволство, секако и на внатрешен план реформите кои што треба да се спроведат во Македонија со цел интеграција на државата и приближување кон официјален Брисел, меѓу нив е и реформата на безбедносните служби кои што ги бара Брисел, кои што за да минат кај нас секако потребно е двотретинско мнозинство во законодавниот дом, а тие се секако едни од клучните реформи за напредок на државата кон, како што кажавме, официјален Брисел на оваа тема. Во петокот исто така стана збор во отворено студио 1 со колешката Јадранка Костова, да не должиме многу да видиме дели од овој разговор. Во овој крвав настан во собранието учествува и припадници на безбедносните служби. Да. И тоа е резултат на таа криминализација на службите. Да, криминализација, меѓутоа, добро, тука од УБК учествува по службена должност и можам да разберам сега на нивните оправдувања, да речем, макар да тие од сосема други причини учествува, меѓутоа, смешно беше изјавата на директорот на Агенцијата за разузнавање дека припадниците од Агенцијата за разузнавање биле по службена должност во собранието. Боже мој, па како ние тоа го зборуваме? Агенцијата за разузнавање е по предмет на работа и дефиниција е офанзивна служба, значи надвор од границите. Што бара таа во собранието? Значи нема во собранието, еве да допуштиме да биде УБК таму. Значи има задолжение за внатрешната безбедност. Таа не, значи тоа е уште една потврда дека длабоко инволвирани во криминалот, во криминални действия, во нечесни игри се и припадници на Агенцијата за разузнавање. Знаете, таму од токму од Агенцијата за разузнавање се креира лажни профили на Фејсбук. Од таму се дава информации на новинари или дезинформации, зависи. Се сеќавате на волшебникот од Оз, чадорот и така натаму. Од таму се објавува пикантерии за странските дипломатски представници, вклучувајќи ги амбасадорите. Значи, тие беа длабоко инволвирани во внатрешната проблематика. Значи, луѓе од Агенцијата за разузнавање се занимавале со овие работи внатре. Со внатрешна политика. И токму затоа треба... Ама зарем тоа не го знаел директорот? Го знаел, тој ги оправдуваше уште. Тој го оправдуваше дека биле по службена задача. Во тоа е целата небулоза. Не, во ширење на дезинформации или информации. И сега тој може би го користи, да речеме, и она што рековме, законот 95-та, 25 години не е менуван, во, да речеме, во првите од членови, членот 2 пишува Агенцијата за разузнавање собира информација од политички, економски, културни и така натаму карактер.
Каде собира, од каде? Не пише од надвор, не е дефинирано. И може би тоа е празнина, па им одговара. Меѓутоа, околностите се променија, луѓето се променија и така... Кој е поодговорен, Агенцијата за разузнавање или Управата за безбедност и контраразузнавање за бегството на екс-премиерот Никола Груевски? Тоа е внатрешна служба пред се МВР. МВР во тие рамки и УБК. Бидејќи Агенцијата за разузнавање можела да бара и веројатно барала, да, ако барала, тоа не знам не знам дали е така, меѓутоа и да побарала, знаете како е. Агенцијата за разузнавање меѓу другите, меѓу 30-тина партнерски служби соработува и со унгарската служба. Меѓутоа, не може ниту на сон да се поверува дека ако Агенцијата за разузнавање побарала информација, дека унгарската служба ќе даде. Прво, тоа не е заеднички интерес на двете служби. Значи, тие нема да го даде тој податок. Така. Значи, може би се обидела, меѓутоа не е. Значи, внатрешните служби мислам дека се... Инаку, Агенцијата за разузнавање имаше во почетокот, да речеме, светли моменти во таа соработка. Знаете дека голема помош во нејзиното формирање, стручна помош даде и ЦИА и БНД. Да речеме, дури баш на првиот председател Глигоров, тогашниот директор, непосредно по атентатот Џон Тенет, ја пофали Агенцијата за разузнавање. Можете да знаете, тој е 96, една година после тоа дека изворедни резултати има. Меѓутоа, секој работи за свој интерес. Тој ја пофалува Агенцијата за разузнавање, биејќи дала на ЦИА, замислете една година агенција на ЦИА, дала непроценлива помош во лоцирањето на засолништа, на скривници, така натаму во Ирак, кои што нашите градежници ги граделе. Што направила агенцијата? Ги повикала овие што биле тамо, цртежите ги дали, овие ги дадоа на ЦИА и тие така ли има лесни цели. Со овој исечок го затвораме овој прв дел на отвореното студио. Секако целосните разговори на сајтот 1tv.mk или на YouTube каналот на 1tv. Со мене и со Антонио се гледате во 15 часот и 20 минути, а следува Александар Петрески и вестите на 1tv. Останете со нас.